Сакам да ве поздравам од името на Министерството за здравство и Бирото за лекови и да се заблагодарам на укажаната можност да го отворам денешниот семинар во организација на ГС Македонија, со која имаме плодна и ефикасна работа во изминатите години. Во здравството, како и во останатите области, се повеќе доаѓа до израз потребата од преиспитување на управувањето на работењето, елиминирањето на непродуктивните, непотребни и застарени процеси, со акцент на унапредувањето на административните и логистичките процеси во здравствените организации и нивна рационализација. Тоа ја наметнува потребата од примена на автоматско прибирање и обработка на податоците, како и нивна електронска размена, базирана врз меѓународни стандарди. Најголем бенефит од автоматизацијата и примената на електронското работење се остварува кога сите страни кои се поврзани во тој процес, по било кој основ, користат стандардизирани структури, односно стандарди, разбирливи и препознатливи за сите. Г7 системот развива универзално применливи стандарди за идентификација, стандарден приказ на дополнителните информации, баркодирање и електронска размена на податоци, односно глобално прифаќање на стандардите кои обезбедуваат заеднички јазик во меѓународната трговија и работењето воопшто, исто како и во здравствениот сектор. Целта на семинарот е токму развој и оптимизација на употребата на ГС, глобалните стандарди и решенија, како изголемување на општата свест на неопходноста од примена на новите технологии и методи, тоест електронско работење во областа на здравството и фармацијата. Очекуваните ефекти се напредување во работата и заедничката соработка на организациите од сите сегменти на здравството и на здравствениот сектор воопшто, нивно мрежно поврзување и пренесување на информации, при што се намалуваат грешките, нормални трошоците, а се зголемува безбедноста на пациентите. Зголемување на свестоста на сите учесници во здравствениот сектор и фармацијата за неопходноста од имплементација на светските стандарди во нивното работење е еден од клучните фактори од кои зависи успешноста на реформските зафати кои ги имплементира Министерството за здравство во насока на стандардизација и интегриран информатички систем во здравствениот сектор на Република Македонија, поради задолжително прилагодување кон европските и светските легислативи во овој сектор. Во мој термин е вклучено и електронското досие на секој граѓанин од Република Македонија. Вклучени се сите издадени електронски упати, рецепти, болнички упати, отпусни писма, амбулански, болниците, дневници и сл. До овој момент се евидентирани 1.348.296 електронски здравствени картони. Тоа значи 67% од населението во Република Македонија. Исто така, во рамките на проектот на Министерство за здравство за интегрирано здравство, Бирото за лекови го надополни регистарот на лекови и медицински помагала со сите ЕАН кодови на медицински помагали и лекови кои се регистрирани во Република Македонија, при што беа внесени, како што знаете, 240.000 ЕАН кодови на медицинските производи. Во јануари годинава исто така беше распишан и тендер за материјално, финансиско и сметководствено работење на сите јавни здравствени установи во Република Македонија. Целта на тој систем е следливоста на финансиите на една здравствена установа да се симне на ниво на пациент, односно да се знае што е потрошено на еден пациент, независно дали е тоа лек, медицинско помагало, медицински потрошен материјал и така натаму. За да се оствари целта на овој проект, потребно е да се лабелираат сите регистрирани лекови и медицински помагала и потрошен материјал, што како процес Министерството за здравство и Бирото за лекови го започна во текот на минатата година. Се тоа е само дел од процесот кој ќе овозможи што подобра следливост на потрошувачката на лекови и медицински помагала, како и заштита на јавните здравствени установи, правилно финансирање на здравствените услуги според реалната потрошувачка, олеснета следливост на фармаковигилансата, материјалова вигиланса и така натаму. За комплетна реализација на овој историска важност проект за електронско здравство во нашата држава ќе ни послужи и светските искуства,
а особено на денешниот семинар, ќе дознаеме повеќе, како што кажа директорката, за новата генерација на баркодови GS1 Data Matrix, кон кои ќе треба производителите да се прилагодат во наредниот период, како и за искуствата на неговата практична примена во, како што кажа претходно, во специјалната болница Филип Тори, што ќе имаме можност да го слушнеме на денешниот семинар. Ви благодарам и сметам дека семинарот можеме да го отвориме и да почнеме со реализација. Ви благодарам.